Добар ден, драги ученици! Јас сум Олгица Лампиоска, оделенски наставник при Основното училиште Гоце Делчев од Тетово. Најпрвин ќе играме една игра и ќе откриеме што ќе учиме денеска. Играта се вика секој број буква крие да го откриеме зборот ние. Секој број ни означува буква од нашата азбука. Пред да ја откриеме буквата, ќе откриеме и кои квадратчиња одговараат на дадениот број. Разгледајте ги илустрациите. Да видиме, го имаме бројот 21. Која илустрација одговара на бројот 21? Така е, на бројот 21 одговара шестата илустрација. Да видиме која буква е 21 по ред. Така е, 21 по ред е буквата Р. Бројот 1. Која илустрација одговара на бројот 1? Одговара третата илустрација. Која буква е прва во нашата азбука? Така, тоа е буквата А. Која илустрација одговара на бројот 9? На бројот 9, така, одговара првата илустрација. Илустрацијата со 9 квадратчиња. А да видиме која е девета буква по ред, тоа е буквата З. Бројот 14. Која илустрација одговара на бројот 14? На бројот 14 одговара првата илустрација. А која буква е 14 по ред? Тоа е буквата Л. Да видиме која илустрација одговара на бројот 19. Така е, дечиња, на бројот 19 одговара илустрацијата со 19 квадратчиња. А која буква е 19 по ред? Тоа е буквата О. Бројот 8. Да видиме која илустрација одговара на бројот 8. Така, илустрацијата со 8 квадратчиња. А која буква е 8 по ред? Тоа е буквата Ж. 25. Која илустрација ни одговара на бројот 25? Тоа е последната илустрација. А која буква е 25 по ред? Така е, тоа е буквата У. Бројот 3. Да видиме која илустрација одговара на бројот 3? Одговара првата илустрација. А која буква е трета по ред? Одлично, тоа е буквата В. И повторно бројот 1. Која илустрација одговара на бројот 1? Илустрацијата со едно квадратче. А која беше прва буква во нашата азбука? Тоа е буквата А. Бројот 18. Која илустрација одговара на бројот 18? На бројот 18 одлично одговара илустрацијата со 18 квадратчиња. А која буква е 18-та? Буквата Њ. И на бројот 7 одговара така последната илустрација. А која е седма по ред буква во нашата азбука? Тоа е буквата Е. Значи, кој збор го откривме? Го откривме зборот разложување. Значи, ние денеска ќе се запознаеме со разложувања до 1000. Кои се цели на часот? Ќе учиме што представува секоја цифра од трицифрените броеви. Ќе ги разложуваме трицифрените броеви на стотки, десетки, единици и ќе ги запишуваме трицифрените броеви во развиена форма. Да повториме за разложување до 100. Сања и Ненад добиле задача да извлечат двоцифрени броеви и истите да ги разложат на десетки и единици. Тие ги извлекле овие броеви. Сања го извлекла бројот 48. Ненад го извлекол бројот 63. Да видиме колку десетки и колку единици има во бројот 48. Така, во бројот 48 има 4 десетки и 8 единици.
Сања, бројот 48 го представила и со квадрати. Ајде да ги разгледаме колоните од црвени квадратчиња. Да видиме по колку црвени квадратчиња има во секоја колона. Така, во секоја колона има по 10 црвени квадратчиња. Ако едно квадратче ни представува една единица, тогаш 10 квадратчиња што ќе ни представуваат? Да, 10 квадратчиња ќе ни представуваат една десетка. Но Сања го представила бројот 48. Затоа 4 десетки ги представила во 4 колони. Да видиме со сините квадратчиња, со колку сини квадратчиња Сања ги представила единиците. Така е, Сања единиците ги представила со 8 сини квадратчиња. Сања бројот 48 го представила и со картички од полни десетки и единици. Што мислите, која ќе биде првата картичка? Така е, првата картичка ќе ни биде 40. А која ќе ни биде втората картичка? Така, втората картичка ќе ни биде 8. Со помош на картичките, да се обидете да го разложите бројот, односно да го запишете бројот во развиена форма. Ајде да видиме. Така е, во развиена форма бројот 48 ќе ни биде еднакво на 40 плюс 8. Ненад бројот 63 го извлекол и да видиме колку десетки и колку единици има во бројот 63. Така е, во бројот 63 има 6 десетки и 3 единици. Со колку колони ги представил десетките? Така, Ненад десетките ги представил со 6 колони од по 10 квадратчиња. А единиците да видиме, со колку сини квадратчиња ги представил? Така, ги представил со 3 сини квадратчиња. Да видиме со картички од полни десетки и единици како ги представил Ненад. Така, значи првата картичка е 60, а која ќе биде втората картичка? Втората картичка ќе биде 3. Ајде, обидете се сега и бројот 63 да го представите во развиена форма. Одлично! Бројот 63 во развиена форма ќе ни биде еднакво на 60 плюс 3. Сега ќе се запознаеме со разлошување на трицифрени броеви. Кој број ни е представен? Така, представен ни е бројот 325. Со цифрата 5 што ни се представени? Така, со цифрата 5 ни се представени единиците. Со цифрата 2 што ни се представени? Одлично, со цифрата 2 ни се представени десетките. Со цифрата 3 дечиња ни се представени стотките. Како ќе го представиме бројот 325 со квадрати? Трите зелени квадрати ни ги представуваат стотките. Да видиме колку мали квадратчиња има во еден голем квадрат. Така, во еден голем квадрат има 100 мали квадратчиња. 100 квадратчиња ни представува една стотка. Затоа стотките ги представуваме со 3 големи зелени квадрати.
видиме со колку колони од црвени квадратчиња ќе ги представиме десетките. Така, десетките ќе ги представиме со 2 колони од по 10 квадратчиња, или тоа е 2 десетки. И да видиме единиците со колку сини квадратчиња ќе ги представиме. Ќе ги представиме со 5 сини квадратчиња, или тоа се 5 единици. Бројот 325 можеме да го представиме и на сметало. Колку топчиња ќе ставиме на местото од стотките? Одлично, ќе ставиме 3 топчиња. А колку десетки ќе ставиме на местото од десетките? Ќе ставиме 2 топчиња. И колку топчиња ќе ставиме на местото на единиците? Така, ќе ставиме 5 сини топчиња. Значи, на сметалото го представивме бројот 325. Да го разложиме сега и бројот 269. Да видиме, да го представиме со картички од полни стотки, полни десетки и единици. Која ќе ни биде првата картичка? Така, првата картичка ќе ни биде 200. Втората картичка ќе ни биде 60 и третата картичка ќе ни биде 9. Да го представиме и со квадрати. Со колку квадрати ќе ги представиме стотките? Така, со 2 зелени квадрати. Секој квадрат има по 100 квадратчиња, значи 2 квадрата, или тоа се 2 стотки. Со колку колони од црвени квадратчиња ќе представиме десетките? Така, со 6 црвени колони од по 10 квадратчиња, или тоа ќе ни представуваат 6 десетки. И да видиме единиците со колку сини квадратчиња ќе ги представиме. Така, ќе ги представиме со 9 сини квадратчиња. Значи, 9 сини квадратчиња ни представуваат 9 единици. Со помош на картичките можеме ние да го запишеме бројот 269 во развиена форма. Да видиме, обидете се. Ајде. Така е. 269 ќе го разложиме на 200 плюс 60 плюс 9. Значи го разложивме како збир од стотки, десетки и единици. Го запишавме бројот во развиена форма. А сега да повториме преку решавање на неколку задачи. Првата задача: кој број сум јас? Дадени ни се кутичиња. Во секоја кутичка има одреден број на стотки, десетки и единици. Ние треба да ги определиме бројот на стотки, десетки и единици и да видиме на кој број одговараат. Да видиме во првата кутичка колку стотки, колку десетки и единици ни се представени. Така е. Представени ни се 1 стотка, 3 десетки и 2 единици. Кој е тој број, дечиња? Така, тоа е бројот 132. Ајде да видиме во втората кутичка колку стотки, колку десетки, колку единици имаме представено. 4 стотки, 1 десетка и 1 единица. Тоа е бројот. Одлично, 411. Стигнавме до третата кутичка. Ајде да видиме колку стотки, колку десетки, колку единици има представено. Има представено 3 стотки, 0 десетки и 4 единици. Кој е тој број? Тоа е бројот 304. Стигнавме до четвртата кутичка. Ајде да видиме колку стотки, колку десетки, колку единици имаме. Браво! Имаме 2 стотки, 2 десетки и 1 единица. Тоа е бројот
221. И последната куќичка. Да видиме колку стотки, колку десетки, колку единици ни се представени. 5 стотки, 1 десетка и 0 единици. И тоа е бројот 510. Одлично. Сега имаме уште една задача. Броевите ни се дадени, ама ние треба да ги запишеме во развиена форма. Првиот број е 528. Како ќе го запишеме во развиена форма? Така, како 500 плюс 20 плюс 8. 157. Како ќе го запишеме во развиена форма? Да, 100 плюс 50 плюс 7. 344 е бројот. Како ќе го запишеме во развиена форма? Одлично, како 300 плюс 40 плюс 4. 913. Ајде да видиме како 913 ќе го запишеме во развиена форма. Како 900 плюс 10 плюс 3. Бројот 820. Ајде да го запишеме во развиена форма. Така, 800 плюс 20 и 701. Како ќе го запишеме во развиена форма? Така, 700 плюс 1. Стигнавме и до последната задача. Дадена ни е табела. Во првата колона ни се дадени броевите, во втората колона ни се дадени броеви со стотки, десетки и единици и во третата колона ни се дадени броевите во развиена форма. Да видиме, бројот е 631. Како ќе го запишеме со стотки, десетки и единици? Така, како 6 стотки, 3 десетки и 1 единица. Ајде да видиме во развиена форма како ќе биде бројот. Одлично, како 600 плюс 30 плюс 1. Сега да видиме, даден ни е бројот што содржи 4 стотки, 0 десетки и 2 единици. Кој е тој број, дечиња? Да, тоа е бројот 402. Ајде да го запишеме во развиена форма. Така, 400 плюс 2. Сега даден ни е бројот во развиена форма. 100 плюс 70 плюс 4. Кој е тој број? Така, тоа е бројот 174. Ајде да видиме колку стотки, колку десетки, колку единици има во бројот 174. Да, има 1 стотка, 7 десетки и 4 единици. Стигнавме до бројот 940. Како ќе го представиме со стотки, десетки, единици? Одлично. 9 стотки, 4 десетки и 0 единици. Ајде да го запишеме и во развиена форма. 900 плюс 40. И остана уште бројот што е запишан во развиена форма, а тоа е 300 плюс 10 плюс 3. Кој е тој број? Точно, тоа е бројот 313. Ајде да го представиме со стотки, десетки, единици. 3 стотки, 1 десетка и 3 единици. Одлично, ученици. Да видиме сега што учевме. Воочивме што представува секоја цифра во трицифрениот број. Ги разложувавме трицифрените броеви на стотки, десетки и единици. Ги запишувавме трицифрените броеви во развиена форма. На крај, следува домашна задача. За дома, ќе ја играте образовната игра, разложуваме трицифрени броеви на следниот линк. Се надевам дека ќе ви биде многу интересно и лесно. Ви благодарам, дечиња. До видување.